Пробиштипскиот градоначалник Драган Анастасов во рок од една година успел да врати долгови во висина од 21 милиони денари. Откупниот долг кој изнесува 180 милиони денари, а го наследил од претходната локална власт. Анастасов во денешниот отчет за сработеното во рок од една година потенцираше дека е обезбедена најголемата донација од 1 милион и 200 илјади евра за проширување на филтер станицата со цел Пробиштип да има квалитетно водоснабдување. Обезбедени се средства од 600.000 евра од Република Словенија и 600.000 евра од владата на Република Македонија, вкупно 1.200.000, што впрочем е најголемата донација во општина Пробиштип, со кои ќе се зголеми капацитетот на прочистителна станица и реконструкција на старата пумпна станица во село Ратавица, со што општина Пробиштип ќе добие можност да обезбеди водоснабдување во руралните средини. Потпишан е договор со изведувачот и се очекува наредниот период да бидат воведени во работа. Обезбедени се средства и за рехабилитација на патот Киселица-Злетово Дреново Пробиштип во должина од 17,3 километри. Вредноста на проектот е 1,5 милиони евра. Потоа на патот Пишица-Тркање во должина од 9,8 километри, со вредност од 500.000 евра. Наскоро се очекува да стартува реконструкцијата на патот Пробиштип-Крупиште. Работка со владата на Република Македонија и Министерство за транспорт и врски. Обезбедени се средства од 6 милиони евра за реконструкција на патниот правец Пробиштип-Крупиште во должина од 18 километри. Тендерската постапка е завршена, пријавени се 4 економски оператори, во тек е евалуација и избор на најповолен понудувач. Реконструкцијата започнува до крајот на 2018 година, а ќе трае во текот на цела 2019 година. Атанасов наброи дека асфалтирани се дел од улиците Крсте Мисирков, Миро Барага, изградена е канализација во селото Неокази. Тампонирани се голем дел од земјоделските патишта. Во моментов се осветлува и градскиот плоштад. Пуштена е во функција и градската капела, изготвени се технички документации за киносалата, патот Пробиштип-Стрмош, спомен паркот Братство и единство, за кои пари се бара преку Агенцијата за финансиска подршка на земјоделството преку 3 мерки, а на крајот на месецов ќе се отвори и новата детска градинка. Преадаптирани се простории во основното училиште Никола Карев за детска градинка во населеното место Калниште. Градежни работи се при крај, останува да се намести подот. Објектот ќе биде спремен да прими 40 дечиња од приградската населба Калниште до крајот на овој месец. За овој проект и ова реализирано ветување на кое сме исклучително горди го реализиравме во соработка со Министерството за труд и социјална политика и во вредност од 5,942.000 денари со ДДВ близу 6 милиони денари. Анастасов истакна дека почнати се активностите за прогласување на Лесново за геопарк, а ќе се бараат и средства за проширување на постојните сместувачки капацитети во оваа туристичко место. По 20 години решени и проблемот со недостиг на пожарникари. Примени се 4 нови пожарникари. Во завршна фаза е донесување на 10 детални урбанистички планови. Пробиштип со европски пари ќе биде и првата општина која ќе селектира биоотпад за компостирање. Граѓаните ќе плаќаат сметки по принципот секој плаќа колку што фрлил.